Во најновиот извештај на Стейт Департментот за почитувањето на човековите права во светот лани се наведува дека најзначајните проблеми со човековите права во Македонија потекнуваат од значителните нивоа на корупција и од неуспехот на владата целосно да го почитува владењето на правото. Во извештајот објавен синоќа се додава дека правосудниот систем во земјата се карактеризира со политичко мешање, неефикасност и фаворитизам спрема добро позиционирани поединци. При тоа се потенцираат постојаните обиди за ограничување на слободата на медиумите и селективното кривично гонење. Проблемите со човековите права, како што се наведува, вклучуваат и физичко малтретирање на приведени и затворени лица од страна на полицијата, дискриминирање на ромите и другите етнички малцинства, социјална дискриминација против сексуалните малцинства и детски труд. Во извештајот исто така се додава дека владата преземала некои потези за казнување полицајци кои употребиле прекумерна сила, но и натаму неказнувањето станува да биде проблем. Во врска со председателските и парламентарните избори во април лани, во извештајот на Стейт Департментот се наведува оценката на ОПСЕ, дека тие биле ефикасно администрирани, но од периодот до изборите не биле исполнети важни заложби на ОПСЕ, вклучително одвојување на државата од партијата, неутралност на медиумите и точност на избирачкиот список. Во извештајот на Стейт Департментот се наведува дека во мал број на случаи од висок профил судовите не покажале соодветна независност од обвинителството при одобрување на барања за притвор и притвор за време на судењето. Уставот гарантира слобода на говорот и на печатот, но владиниот притисок врз медиумите продолжува да биде проблем. Имаше неколку тврдења во текот на минатата година дека владата селективно гони представници на опозицијата и на медиумите и се меша во големи судски процеси за клевета покренати за виши владини лица. Стейт Департментот наведува дека поединци организации блиски до актуелната влада се собственици на повеќе главни медиуми, а дека исклучително ограничен број на независни медиуми активно изразуваат разновидност на гледишта без ограничување. Медиумите главно се поделени по етнички и политички линии. Во извештајот се посочува и тоа дека неколку меѓуетнички инциденти предизвикаа протести кои доведоа до тензии меѓу двете најголеми заедници. Етничките албанци продолжуваат да се жалат на неравноправна застапеност во владините министерства и јавни претпријатија, иако нивната застапеност се зголемува. Во извештајот на Стейт Департментот што го објави американскиот државен секретар Џон Кери, остро се критикуваат милитантите на Исламската држава, како и владите на Русија, Иран и Азербејџан за злоупотреба на човековите права. Во извештајот се потенцира дека еден од најзабележливите трендови лани била бруталноста на милитантите на Исламската држава во Сирија и Ирак против сите кои не ги прифаќале нивните екстремистички погледи. Руската влада се најде под силна критика не само за злоупотреби внатре во земјата, туку и за анексијата на украинскиот полуостров Крим и нејзината улога во помагањето на проруските сепаратисти во Источна Украина. Рускиот политички систем се оценува како авторитарен и корумпиран.